Крајот на јули годинава се објави прелиминарната листа со 23 имиња на апликанти чии документи биле комплетни, а по теренска контрола и констатација дека целосно ги исполнуваат условите, ќе им бидат врачени решенија за социјални станови. Становите се уште празни, а ќе останат празни се додека ресорното министерство не даде зелено светло. Последно се чекаше да заврши изборниот процес за локалните избори. Од Министерството за транспорт и врски децени се дека од антикорупцијска комисија имале решение распределбата на становите да биде ставена во мирување со цел да не го нарушеле изборниот процес. Зградата во Струмица беше изградена пред 3 години и имаше повеќе неуспешни обиди за распределба на социјалните станови. Од АД за стопанисување со стамбени деловен простор вела дека тие немаат надлежности околу распределбата на становите, чекале инструкции од Министерството. Единствена обврска кој тие имаат кон новите собственици е подпишувањето на договорите за закупнина кај нотар, со оглед на фактот дека завршија локалните избори 2021, но дори и по завршувањето на изборниот процес нема конкретен датум кога конечно станарите ќе седнат во новите домови. Зградата има 37 станови. Социјален стан на последниот оглас добиваат 23 лица, но останува прашањето кога и како ќе бидат распределени останатите 14 стамбени единици. Станови добија самохрани родители, корисници на социјална помош, семејства со лица со попреченост.